Не прекинува уништувањето на урбаната опрема во градот. Девијантното однесување на поединци најчесто е забележливо во градскиот парк, а во последно време и во паркот кај општинското основно училиште Васил Главинов. Штетите континуирано се санираат, но градоначалникот Чадиев апелира за што поголема грижа од страна на граѓаните. Локалната самоуправа вели троши повеќе пари за поправки отколку за набавка на нова опрема. Трошиме значителни средства за реконструкција на урбаната опрема. Ако годишно ниво трошиме негде 16.000 евра за реновирање на урбана опрема, не за нова, за реновирање, замислете си за 4 години дека тоа се негде околу 60.000 евра, а со тие 60.000 евра ние ќе направиме, како да ви кажам, сигурно 12 улици. Локалните власти ќе превземаат мерки за заштита на урбаната опрема. Според Чадиев, планирано е поставување на видеонадзор, како и воведување на комунални редери. Сепак, најголемо подобрување на состојбата ќе може да се забележи доколку се променат лошите навики. Ќе воведеме сигурно ќе ставиме видеонадзор сега на поголемите парковски површини во следниот период, па ќе видиме понатаму. Се останува на совеста. Ние ако не го чуваме тоа, никој нема да го чува, да верите. Самите ако не го чуваме. Имаш идеја за редари на следа? Редарите не може 24 сата да го чуваат градот. Значи, комуналниот редар испаѓа и работи, меѓутоа не е тоа. Ако сами не го чуваме, знаете, ние во градот имаме веќе хектарски парковски површини. Пред околу 1 месец сликата во паркот кај Васил Главинов беше поразителна. Искршени летниковци, корпи за отпадоци и клупи беа дел на велешани кои придонесоа за лошиот изглед на паркот.